Благодарам председателке, почитувана министерке, почитувани колеги пратеници. Јас како една од подпишаните на овој амандман, а и бидејќи сум пратеник кој што доаѓа од општината Газибаба, каде што се лоцирани доста индустријски капацитети, од каде што се пак и иницирани многу протести за загадениот воздух во Газибаба. Овој амандман е за субвенционирање на филтри за индустријски капацитети и чистиот воздух како една уставна категорија загарантирана за секој граѓанин во Република Македонија. Мислам дека во името на сите тие граѓани кои што сме засегнати од загадениот воздух, дека треба да зборуваме и дека се погласно и поревносно да се бориме за чист воздух. За жал, вие дојдовте како партија на власт со една кампања, една од неколкуте кампањи кои што дојдовте беше за загадениот воздух и тогаш, како што спомна и колешката Лилијана, дека имавте во програмата, конкретно на страна 227, дека ќе се воведе систем за финансиска поддршка за изградба на филтри ке загадувачите во индустријата. Но на ваков начин, со тоа што одбивате амандмани, јас апелирам до вас, министерке, доколку може и со намалена сума, ако ништо друго, барем да почне нешто да се реализира од оние итни превентивни мерки што вие како влада ги предлагавте во предизборието во 2016 година. За жал, со ребалансот на буџетот во 2019 година имавте за 50% зголемени средства баш во оваа категорија за животната средина и рековме тогаш и дека будно ќе ве следиме што ќе реализирате, но за жал не реализиравте ништо. Очекувавме, ако ништо друго, барем да се почне со поправка на оние мерни станици. Ќе кажам за мерната станица во Газибаба, таа неколку месеци, можеби пола година и повеќе не работи. Барем да се почнеше да се направи таа мерна станица и да се почне да се мери загаденоста на воздухот. Пред неколку месеци имавме излевање на железни оксиди во Вардар и обојување на реката, го спомна тоа и колешката Лилијана Поповска. За жал, во еден дел од програмите имате засилен инспекторат за животна средина со високо образован, дополнително стручно едуциран кадар, дополнет и со соодветна опрема. За жал, тогаш немавте за сходно инспектор од Министерството за екологија да излезе на терен и да направи увид во тогашната ситуација кога се излеа железни оксиди во Вардар и кога се обои реката. Така да од сите оние заложби што ги имавте пред избори, ретерирате, за сега да ни кажувате и навистина, јас се веќе апелирам уште еднаш до вас, со ребалансот добивме мнение дека одобрувате или прифаќате амандмани или одобрувате со намалени суми за политички подобни општини. Газибаба можеби за вас не е една од политички подобната општина, затоа што е провамаровска и од секогаш била и ќе биде, но и таму живеат луѓе. Еве да го разбиеме тој впечаток дека не е така, дека не ги делите општините на политички подобни и политички неподобни, не вие лично, министерке, но искажете доблес за сето она што го кажала вашата партија пред изборите. Да се намали сумата доколку може и да се прифати на тој начин видеоизменет амандманот. Ви благодарам. Во името на граѓаните на Газибаба и на сите останати во цела Република. Благодарам. Следен за збор Диме Велков. Министерката, повелете.